Одбројувањето започна. Една недела до стартот на Европското фудбалско првенство. Полека репрезентациите се селат во своите бази. Така и нашата репрезентација наскоро ќе замине за Букуреш, каде што на стадионот на Стеауа ќе биде домакин по улога на тренинзи и логистика во следните 7 дена. А вие веројатно се подготвивте, го имате билтенот за Европското првенство на Евротип браце и ги разредувате сите игри, сите комбинации за она што следи во најфудбалскиот месец во годината. Ке можете во билтенот на Евротип да ги пронајдете и деталните информации да составите за местата каде што ќе се одигра овој необичен турнир кој што ќе опфати цела Европа. Така, например, Македонија ќе игра во Романија и Холандија, некои репрезентации пак ќе бидат стационирани во Азербејџан и Русија, а финалето ќе биде на легендарниот Вембли на 11 јули. А веќе имавме можност на дело да ја видиме македонската репрезентација на првиот од двата теста. Против Словенија во Скопје одигравме 1-1, а Елмас постигна прекрасен гол. Не загрижуваат повредата на носот на Хасани и мускулните проблеми на Стефан Спировски. Наскоро и Барди ќе биде во стројот откако беше асимптоматски случај на COVID-19 и ја минува изолацијата која што нема да го стопира да настапи на Европското првенство. 26 мината кои што Ангеловски ќе ги води со себе на 8 јуни ќе заминат во Букуреш, а нашиот прв надпревар е на 13 јуни против селекцијата на Австрија. Да видиме во каква клима во Скопје се подготвуваат нашите фудбалери за мечот против Казахстан кој што следува, а потоа и за големиот собир. Сега тренираме добро, тренираме напорно, ќе имаме по 2 тренинга, али тоа е нормално, мора да се спремаме за да бидеме максимално подготвени за припремите за првенството во Букуреш, така да прво не чека утакмица со Словенија на 1 јуни, после со Казахстан се надевам дека ќе ги изиграме тие надпревари, да се спремаме добро и дај Боже да бидат сите здрави, да нема повреди, да идеме таму сите максимално фокусирани и пред се здрави, затоа што видовте што се случи вчера. Се надевам, мислам сите сме оптимисти и знаеме дека Барди е херој и дека ќе го преброди ова и сите заедно со ние со него има целосна поддршка од нас, така да ќе видиме што ќе се деси. Па искрено многу сме спремни, и ментално, и физички, и психички, спремни сме за нови докажувања, спремни сме да ја направиме македонската нација пак горда, спремни сме да изгинеме за македонскиот дрес, затоа што голема разликата кога ги играш во клуб, се што се деси ги останува таму, така да дојдовме тука максимално фокусирани за една цела, тоа е да одиме максимално подготвени на Европско и мислам дека пак ја израдуваме македонската јавност и нема да зажали што не поддржува. Ние знаеме да се носиме со таа тежина, со тој притисок, како што кажуваат. Многу пати сме го покажале тоа, кога била најтешко, кога било секој сме покажувале карактер. Оваа репрезентација има карактер, оваа репрезентација има сила и мислам дека цел Балкан ќе навива за Македонија и се надевам дека нема да ги разочараме и мислам дека сме доволно силни и искусни, затоа што оваа репрезентација 6 години веќе заедно сме поминувале и низ добри, и низ лоши работи, така да ова е, како се каже, ова е европско шлагот на тортата на сите резултати што сме ги направиле. Кога ќе ги погледнете коефициентите на Евротип, Украина, Австрија и Холандија се фаворити во директните дуели против Македонија, но внимавајте, следете ги сите информации на дигиталните изданија на Евротип, како и самиот билтен во кој што ќе пронајдете информации кои фудбалери играат, а кои не играат. Во меѓувреме, украинскиот селектор Андрей Шевченко го објави списокот во кој што не достигаат две големи имиња. Конопјанка и Коваленко не се дел од Европското првенство. Дали и без нив Украина е така голем фаворит против македонската репрезентација на 17 јуни? Добро размислете и типувајте онака како што е вашиот избор. Може би поголемата квота на изненадување и победа на македонската репрезентација е оној вистинскиот тип. А кој ќе биде првиот македонски стрелец на едно европско првенство? Ако се навратиме во 2016-та, кога за прв пат една наша репрезентација играше на завршниот турнир, на турнирот на селекции до 21 година, Барди од пенал го постигне ниствениот гол за Македонија на турнирот. Голот кој што ни донесе реми против репрезентацијата на Србија и кој што ни го прокнижи првиот бод на турнирот. Дали овој пат вистинскиот тип е Барди или можеби Пандев, Елмас, оние кои што во италијанската лига редовно постигнуваат голови секоја недела?
добро размислете бидејќи квотите на македонските фудбалери се исклучително високи. А кој ќе биде европски првак? Може ли да има изненадување како Грција пред 2 децении? Тоа се дилемите кои што имате доволно време да ги разрешите и да типувате на невозможен тип.